наместо отпад, ресурс. Додека државата увезува отпад, тој го извезува. Во Гевгелија тој ја презема иницијативата. Гради заедница на промотори на рециклирањето. Виктор Петковски, предприемач. Овде почнуваме со примарна и секундарна селекција на отпад, односно отпад од пакување хартија, најлон, пластика, стакло. Купивме ѓубретарки, специјални возила, каде што правивме договори со работка со секоја фирма, посебно било супермаркет, било индустрија, било конзервна, било магазин. На лице место додиме да го собереме селектираниот отпад. Поставивме канти во сите угостителски објекти, сето тоа се презема, си има одредена дата, вторник, петок, например, исто така се генерира и со индустријата. Новоста што ја направивме ние од 2018 година е тоа што почнавме директно да работиме со фирмите, ние да го преземеме отпад, не они да го носат отпад, бидејќи се тој отпад завршуваше на диви депонии, завршуваше на некои други депонии. Видовме дека Гевгелија има капацитет за работа, дека Гевгелија има премногу отпад, има премногу индустрија, затоа направивме оваква каде што има капацитет да изработи Гевгелија, па и Богданци, Дојран, и ги работиме истите. Од отпад до нова суровина за извоз. Суровината се пресува во специјални автоматски преси, хоризонтални. Кога ќе се пресува, финалниот производ се товаран во камион и се извезува претежно од Турција. Во фабрика специјална во Турција се рециклира и се прави нова хартија, обнова на нова хартија. Промената започнува со едно капаче. Направивме еден проект со работка со Црвен крст и помош на комуналец. Поставивме срце, кош во вид на срце на плоштадот во Гевгелија, каде што се селектира капачиња од чише. Ако можеме секој еден граѓанин да го натераме да селектира капаче, што е најминимално нешто, нели? Може да натераме да се селектира се. Овде беа мобилизирани МВР, школи, детски градинки, здруженија на граѓани и така натаму. Значи почнува се дома, тоа е предизвик за сите нас. Селектиран отпад, добра организација на комуналното, депонирано на право место, таму каде што треба да се селектира отпад. Една главна депонија што имавме во Сува река, што ја викаме ние познато место, таа депонија сега моментално е направена прочистителна станица. Целата е во зеленило, се е функционално и нормално таму. Веќе нема главни и диви депонии во Гевгелија. Има главна горе, но тоа ќе се среди секако. Гевгелија нека биде пример за тоа, бидејќи Гевгелија е стварно екоград, зелен град. Гевгелија е зелен град. Кој е следниот? Видео серијал на лице в лице за луѓе што ја живеат промената.